фабрика на улици, а потоа најпрво целата ова средба ќе отвори министерката за селење на површина да произлезат. Добар ден на сите. Почитуван вице-премиер Ангјушев, почитувана Луиза Витон од УНДП, почитувани председатели на стопанските комори, почитувани стопанственици, почитувана директорка на Агенцијата за вработување. Значи, денеска, ако тргнете во Македонија да разговарате со стопанствениците, јас тоа го правам скоро секој дневно, ќе видите дека ги мачат многу проблеми, меѓутоа еден од најголемите проблеми што ги мачи е да најдат соодветен кадар за нивните економски операции што ги имаат во Република Македонија. Да, ние минатата година бевме посветени на тоа да ги изедначиме практично сите економски оператори во Република Македонија, без разлика дали се тоа македонски или странски инвеститори, и да тие добијат соодветна поддршка која што ќе биде законски детерминирана. И тоа го направивме, знаете, преку Законот за финансиска поддршка и преку третиот столб во Фондот за иновативност, и веќе над 200 компании во Република Македонија значи добиваат таква помош согласно транспарентни критериуми. Од друга страна, исто така, значи, привлековме и доста странски директни инвестиции, значи се подпишаа 16 договори само за една година, во споредба, да речеме, со вкупно 23 договори во еден изминат период од 6-7 години. Сето тоа покажува дека тој еден пакет на мерки даде некаков резултат, кој што ние сме задоволни, а и бројките го покажуваат дека да, навистина се случува да индустријата расте во Република Македонија, и бројките, нели ги слушнавте сите од статистика, 12,1% беше јуни спрема 18 година спрема јуни 17 година, 8,1% беше растот јули 18 година спрема јули 17 година, или ако земете кумулативно од од јануар до јули, значи 18 година, споредбено со јануар-јули 17 година, вкупниот раст е 5,5% на индустријата, индустријското производство, и ако се обезбеди, значи, да се врати градежништвото во нормалните рамки, тогаш мојата математичка симулација покажува дека бруто домашниот производ без проблем ќе има 4 и над 4% раст. Но тоа беше еден сет на мерки кои што успешно го имплементиравме и ќе го имплементираме и во наредните години. Меѓутоа, не е тоа доволно. За да работи и да расте економијата, требат уште неколку услови. Еден од условите е прво да имате владење на правото, и мислам дека тука имаме уште многу да работиме, за да сите стопанственици се чувствуваат сигурни, да администрацијата работи, да бирократијата ја намалиме и така натаму. И трет услов кој што сите стопанственици без исклучок го поставуваат, и јас денеска на тој ќе се задржам, и точно за тоа е наменета ова денешна средба, тоа е соодветниот кадар. Вие, за да обезбедите соодветен кадар, вие мора да го прилагодите образовниот процес на потребите на економијата. Прилагодувањето на образовниот процес на потребите на економијата значи реформа во образованието, меѓутоа тоа дава резултати на долг рок. Вие додека тоа го направите, па додека тие луѓе што ќе почнат да учат во тој нов образовен процес го завршат своето образование, средно, универзитетско и така натаму, ќе поминат 7-8 години и вие тогаш можете да ги видите резултатите од таа работа. Ние време толку за чекање нема. Тоа е суштината, и затоа ние мораме, освен овој хроничен проблем, да го речам, со образованието, мораме да го решаваме и со акутни мерки. Од таа причина, во соработка со сите стопански комори, со разговори со нив, и во поединечни разговори со сите стопанственици во Република Македонија, кои што, пак ќе кажам, на дневна основа ги правиме, и во одлична соработка со Министерството за труд и социјална политика, ние сакаме да промовираме една мерка која што ќе се вика шанса за сите, а тоа шанса за сите треба да изгледа од прилика на следниот начин. Ако ја видите структурата на невработените во Република Македонија, ќе видите дека таму ќе видите многу луѓе кои што имаат образование, и тоа образование е стекнато во образовниот систем, меѓутоа апсолутно неадаптирано за потребите на стопанството. Од друга страна, стопанството има потреби и економијата, меѓутоа не може да најде соодветен кадар. Значи, ние имаме висок процент на невработеност, меѓутоа голем диспаритет или диспропорција на тоа што се нуди на пазарот и тоа што е реалната потреба на економијата. Некој пат да се биде малечок е недостаток,
ама некој пат е и предност. Во нашиот случај и во ова што сакаме да го предложиме е предност. А тоа е, значи, ние имаме општини многу, имаме стопански комори неколку солидни, со кои што имаме одлична соработка и од една страна, значи, можеме да се преброиме лесно колку сме невработени во државата и кои активно бараат работа, и тоа да го направиме по општини, а од друга страна компаниите да номинираат работни места кои што им се празни и за кои што не можат да најдат квалификувана работна рака. На ниво на општина ќе ги споиме тие два списока и ќе им понудиме на сите невработени преквалификација во период од 6 месеци или колку е тоа потребно. Точно за тоа денеска седиме, да го моделираме тоа, да почнеме да го моделираме, нема денеска да го пресечеме, меѓутоа да почнеме да го моделираме. Државата со својот буџет и со своите институции ќе помогне овие луѓе да се преквалификуваат, дел значи во образовните институции, а дел во самите фабрики, на лице место каде што треба понатаму да работат. Тоа е на некој начин јавно-приватно партнерство према државата. Ние како јавен партнер, како држава, ќе го модерираме процесот и ќе ги обезбедиме средствата за таа преквалификација. Она што го бараме од стопанството, односно од приватниот партнер, е да на некој начин им гарантира на овие луѓе дека доколку ги задоволат критериумите кои што од нив се бараат, дека на крај ќе бидат вработени и да ги знаат условите за тоа вработување однапред. Значи, секој оној што денеска е невработен, а сака да се вработи, тој да добие шанса во еден процес од 6 месеци во кој што ќе му биде платено неговото едуцирање во фабриките или во било кои компании, а од друга страна нема да падне тоа на товар на компаниите, него ќе падне на товар на буџетот, да тој има предвидливост дека на крајот од тој 6-месечен процес ќе биде запослен. Мислам дека на тој начин акутно ќе го решиме акутниот проблем кој што го имаме во државата и ќе ја зголемиме вработеноста, односно ќе ја намалиме невработеноста, а воедно ќе го решиме и проблемот на стопанството. Се надевам дека во овие 2-3 минути јасно и концизно изнесов идејата која што ја ставаме на разгледување, на дискусија, која што ја отвараме, значи, пред јавноста, пред стопанските комори, но и пред целокупната јавност, пред сите невработени, сите кои што имаат идеја да дадат предлог, придонес, подобрување на оваа идеја, било каква насока за нејзино моделирање, ние стоиме како влада да ги ислушаме тие предлози и оваа мерка да ја моделираме на начин да даде ефект. Исто како што и сите мерки досега, што беа, значи, да речеме, за поддршка на стопанството, за финансиска поддршка на инвестициите, ги моделиравме со месеци за да на крај дадат ефект. Само мерки кои што ќе бидат споделени со јавноста, мерки кои што ќе бидат споделени со корисниците на тие мерки, а на ова мерка корисник треба од една страна да биде стопанството, а од друга страна невработените, само такви мерки кои што не се креирани во кабинети на бюрократи и административци кои што немаат допирна точка со реалноста, само такви мерки можат на крај да дадат резултат. Ние сакаме да креираме таква мерка. Министерството за труд и социјална политика, а поготово министерката, се многу агилни, многу активни, како што гледате, се расположени, значи, заедно со мојот кабинет, оваа мерка да ја моделираме, но ве молиме, помогнете ни во сето тоа, за на крај да има резултат. Мислам дека после решавањето на помошта на државата во инвестициите во Република Македонија, следно што треба да направиме за стопанството, а воедно и за невработените, е точно ова. Јас нема да ви зборувам широко за сите мерки, за целата програма за вработување и за сузбивање на невработеноста во Република Македонија. Тука тоа повеќе ќе го кажат госпоѓата Витон и директорката на Агенцијата за вработување. Мене главна цел денеска ми беше, во соработка со министерката, да ова што сега го кажав го промовираме и да го обзнаниме како идеја, која што цениме дека заслужува да и се посвети внимание и на крај од тоа да произлезе во 2019 година една мерка со која што се надеваме дека ќе решиме два проблема. Ќе направиме вин-вин ситуација, од една страна сериозно ќе ја намалиме невработеноста, а од друга страна ќе го решиме проблемот на стопанството, кој што е све по-евидентен. Благодарам. Почитувани представници на бизнис секторот, мене ми е навистина драго што денеска ќе имаме една ваква
дебата и дискусија за тоа што понатаму во односот помеѓу бизнисот, како владата може да посредува и како да го зголемиме вработувањето во Република Македонија. Веројатно сите сме свесни по сите анализи и сите проценки колку многу недостига кадар во одредени бизнис или во одредени гранки, а при тоа сме свесни колкав е процентот на невработеност. И тоа ни дава обврска како влада да отвориме јавна дискусија за ова прашање. Оперативниот план за вработување оваа година обезбеди многу повеќе средства или 2 пати повеќе од 2016 година и тоа е повеќе од 900 милиони денари. Нивна реализацијата на 10 мерки од тој оперативен план до август беше речиси 100%. Освен што обезбедивме финансиски средства, критериумите заедно ги правевме со организацијата на работодавачи и токму затоа реализацијата е висока. Тие беа прилагодени да бизнисот може да ги искористи, да ги абсорбира финансиските средства и да вработи посебно млади луѓе до 29 години. Тука имаме и младинската гаранција, која што проектираш 1600 луѓе, но досега опфативме 2000. Од нив повеќе од 600 се веќе вработени. Тоа укажува дека ако имаме директна комуникација и релација со бизнис секторот, навистина ќе имаме поголем успех. Но она што следи пред нас е тоа да во 2019 година заедно со вице-премиерот Ангјушев дадеме шанса на секого. Токму така се вика и овој настан, но овој настан е само почеток на креирањето на оперативниот план и сите мерки за вработување во 2019 година. И токму затоа очекувам да на крајот излеземе со мерки кои што ќе бидат дизајнирани согласно потребите на бизнис секторот, а при тоа владата ќе се земе обврска да финансира дел од прилагодување на младите или оние кои што ни се невработени, нивно преквалификување, доквалификување, за да тие може да бидат поконкурентни на пазарот и да може бизнисот полесно да ги абсорбира. Ви благодарам многу и останувам отворена за дискусија понатаму. Почитувана господја Луиза Витон, представници на медиумите, на стопанството, на приватниот сектор и сите присутни. Агенцијата за вработување е свесна за својата улога и задача која што ја има. Една од нив е да соработува и да биде на располагање на приватниот сектор, односно на стопанствениците, бидејќи приватниот сектор е една од значајните алки во синџирот која што може да придонесе за реално намалување на невработеноста, односно зголемување на вработливоста. Агенцијата за вработување во континуитет преку своите центри за вработување максимално соработува со приватниот сектор, учествува во барањата за посредување при обезбедување на работна сила, презентирање на активните мерки и проекти, поддршка во аплицирање при реализација на активните мерки и проекти од оперативниот план на владата и на секој можен начин свесна за улогата и значењето на приватниот сектор во континуитет соработува и комуницира со нив. Ние ќе се потрудиме максимално, значи, во иднина да ја подобриме соработката со приватниот сектор, во континуитет на локално ниво, да ги слушнеме сите ваши предлози, сите ваши идеи, сугестии и критики за изминатиот период и да се подобриме во иднина во делот на нашата заедничка соработка со заедничка цел работодавачите да ја најдат и обезбедат потребната работна сила, а Агенцијата за вработување да обезбеди работна сила, од друга страна да успее да ја зголеми вработливоста во Република Македонија. Јас би сакала да кажам дека и оваа година владата преку креирање на активните мерки во оперативниот план за 2018 година даде, за разлика од изминатите години, поголема шанса, односно шанса даде на сите невработени лица, без разлика дали беа активни или пасивни баратели на работа, односно немаше ограничувања. Потоа имаше новитети на барање на приватниот сектор, субвенционирањето на плати во мал дел се зголеми износот и субвенциите се дадоа еднократно, значи со самото склучување на договорот за субвенционирање. Имаше и други моменти кои што во оперативниот план беа вметнати како подобрување за реализација на истиот, на барање, иницијатива и идеја на приватниот сектор.
Оттаму и произлезе успешноста на реализација на оперативниот план оваа година. Значи имаме околу 84-85% на реализација со тоа што имаме склучени договори, вработени лица, спроведени обуки и слично. И во тек се останатите, значи кои што очекуваме до некаде крајот на октомври веќе да се исполни онаа целосна, би рекла, таргет група, односно 100% реализација на бројката на таргетирани лица кои што треба да се вклучат во оперативниот план. Исто така би сакала да кажам дека и извршноста на буџетот кој што беше за оперативниот план за вработување е над 75%, односно очекуваме до крајот на овој месец веќе се подготвува исплатата и реализација на финансиските средства предвидени за оперативниот план. Агенцијата за вработување останува отворена за соработка, бидејќи сме свесни, уште еднаш ќе кажам, дека приватниот сектор и стопанствениците се значајни чинители во системот кои што можат да овозможат отварање на нови работни места, да помогнат во зголемување на вработливоста и намалување на невработеноста. И во текот на наредниот период, значи, ќе продолжиме со соработка. Ние сме тука, би сакале вашите предлози, идеи, не само денеска да ги слушнеме, би сакала да се обратите директно до Агенцијата за вработувањето, што локално, односно преку центрите за вработување, вие би сакале да се реализира, односно да се смени некој начин на соработка преку центрите за вработување, да се организираат некои настани, иако ние во континуитет, условно кажано, ги обезбедуваме информациите и ги доставуваме до приватниот сектор. Пак би сакала да ви се заблагодарам за соработката, за разбирањето и очекувам во иднина максимално сите заедно, сите чинители, пред се владата на Република Македонија, која што максимално се залага за решавање на овој проблем, максимално се залага за стопанствениците, односно приватниот сектор, да бидат вклучени во сите сегменти, во креирање на нови работни места, намалување на невработеноста, односно да бидат вклучени во реализација и пред се креирање на мерките од оперативниот план. Ви благодарам. Добар ден на сите. It's a real pleasure on behalf of the United Nations Development Program to be here together with Deputy Prime Minister, Minister of Labour, and Director of the Employment Service Agency, our very good friends and partners, and also with so many representatives of the business community to hear, above all, to hear your ideas on how we can work together to reduce unemployment and promote growth. And let me say from the outset that UNDP is particularly appreciative to be a partner in a program called Shansa za Site, Chances for All, because it is so close to our core motto behind the Sustainable Development Goals of to leave no one behind. So we're there heart and soul in supporting this idea. As you probably know, UNDP has been very active in supporting various job creation measures over many years, particularly at the micro and small end of the sector in helping unemployed people to create their own small businesses, but also in other aspects. And we see there exactly the paradox that the Deputy Prime Minister has underlined, that on the one hand, Macedonia has really extremely high rates of unemployment, and I think even more shockingly, extremely low rates of labor force participation, and these are the sorts of areas where Macedonia is approaching world records in a very bad way of having so many people out of, especially young people, out of the labor force entirely. So on the one hand, one would expect there to be a huge demand for seizing any employment opportunity available, but then we know from talking to you, from listening to people active in private business across the country, that it is almost impossible to find the skilled workers you need when you need them. And this is holding many companies back from expanding. It's holding the country back from catching up in ways that it needs to compete on the EU market. And we hear it across all sectors, so from meat processing, where it's impossible to find a butcher experienced in dealing with pork, to the electricity sector, where we hear that it would be possible to hire 500 electrical fitters tomorrow if they were available, but they simply aren't, even to the point where some foreign investors are saying that there should be a moratorium on encouraging new investors to come into the country because
people will invest and then be unable to recruit locally the skilled workforce they need in order to keep up with demand. So really, there is an extreme paradox, and the situation is quite urgent. And the real question we face, and what we're trying to answer here, but also we need your input, is how to bridge this important gap between so many unemployed workers, people needing labor, and particularly among the younger population, and a private sector that needs specific skills that it's not finding. I have to say also that UNDP spends a lot of time talking to mayors and other representatives of public administration, and we also find the paradox there that there's even for quite high salaries, young people, and particularly starting careers, prefer the public administration and I think the illusion of safety and security that it offers, or perhaps the lack of demands that it offers at a low salary, rather than trying their luck and their fate in a much higher paying but much more demanding private sector. So the question is then, what are we to do? And I think the good thing is that we do have now clear recognition of the challenge and a clear determination to take action. And I have to say, this is supported not just from the UN system and UNDP, but there are many other actors who are eager to provide support, from USAID, from the Swiss Agency for Development and Cooperation. The UK is now getting involved, and also, of course, there's EU funding available to address needs like regional vocational training centers. So where we see important needs and where we have been working as UNDP is really in a number of different areas. One is to reform the vocational system, which the Deputy Prime Minister has mentioned that it really isn't up to the demands of the current age. And what needs to happen is to put the private sector in the driver's seat, so to have very clearly the lines of training, the types of training, the approach, and even the numbers and locations of demand drive the system rather than some sort of more abstract legacy of the past. There also need to be vocational training possibilities outside the formal education system, particularly for adults who are in mid-career and need to change their skills. And we're also seeing the need really to move training into private sector businesses. So we have here representatives of companies that have become certified training providers as part of the system to bring skills to the workforce. And we see that as a trend that needs encouragement. Also, very much in line with our commitment to leave no one behind under the Sustainable Development Goals, we see a need to bridge the gap to skills training for people who have been left out of the job market and often left out of the education system. So we're working together with the Ministry of Education to develop a primary education curriculum for adults who somehow, for a variety of reasons, failed to finish primary school. And this is proving, I think, a way to deal, for example, with prison populations. When people leave, they need to have primary education to have any chance of getting a job. So we're really pleased to have had the opportunity last year and working into this year to work together with the Ministry of Labor and Social Policy and the Employment Service Agency to revise the program of active labor market measures in order to better reflect private sector needs. And we've had some really good successes along the way, including a program with the pilot program with the gastronomy industry of going not to the training market and training abstractly for anticipated demand for workers, but in fact going to businesses and saying, how many people do you need? Getting businesses to guarantee that they will hire at least 50% of anyone who completes a training course, and then doing the training inside the business itself. And this has proved to be really a very quick and effective way to bridge the gap between skills and employers needing employees desperately. So we look forward to expanding that. We have that also as part of the measures that we implement now on behalf of the Ministry and the Employment Service Agency. And we see that there's a room for much more of this type of approach. We also are keenly aware of, I think, the Deputy Prime Minister's point that it's the private sector that's driving growth, and it's the private sector that should be providing jobs. So the public administration, the public sector needs to be providing the framework and the guidance, but not getting in the business of employing itself. And in fact, there needs to be a shift from the public sector to the private sector. So all the measures need to be conceived with that in mind. But really, as I said at the start, we see you as representatives of private businesses being in the driver's seat, and we look forward to your insights and your input into moving forward.
and really working together to ensure that we do provide chances for all in closing this gap and promoting growth and alignment with the European Union. So we thank you for the cooperation that we have always had over the years, and we look forward to working together.